Благодарност на Аллах Азza wa Jalla, salavat i selam na njegovit pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegova česna familija, verni ashabi i svi sledbenici na ovoj din koji vo dobro go sleda do sudnjeg den i potom Allahumma amin. Se vraćame vo početok od na 3. vek od Hidžra ili vo početok od na 9. vek po Isa a.s. Кога во Багдад, кој беше престолнина на исламска држава, халифа на муслимани беше Харун ар-Рашид. Во тоа време беше роден еден човек кој се викаше Бахлул ибн Амр ас-Сайрафи ал-Куфи, Абу Вахаб. Овој Бахлул го спомнува Имам Зехеби во негова книга Тарихул Ислам дека бил акалул меджанин, најпаметниот будала. Бил најпаметниот будала. Како е можно? Слушај, понатаму ќе научиш. Овој Бахлул бил човек верник, бил човек уммет, бил човек кој го сметале прост, малоумен. Меѓутоа тој бил најдобар човек. Тој секој дневно одел на пазар во Багдад и ги советувал трговците. Еј, трговци, плашете се од Аллах. Еј, трговци, ако имате мана во роба, кажете му на муштеријата. Ој, трговци, пејгамбер рекол за вас дека вие може да бидете со шехиди на судниот ден. О, трговци, вие може да бидете и во дно на џехеннем. Ностоп ги советувал. И трговците им дошло преку нас. Како што на џематот оѓа таму доаѓа преку нас ностоп им зборува. И луѓето, трговците одат кај Харун ар-Рашид. Кој е Харун ар-Рашид? Халифа, поглавар на муслимани. Викат: о халифа, а ви има еден Бахлул, не сме раат од него. Не остава раат. Секој ден плашете се од Аллах, чувајте се од харам, работете со халал. Не сме раат више од него. Не остава раат, не вознемирува. Дај викни го таму, речеме нека си гледа своја работа. Ние сме такви муслимани. Човек сега ти направи добро, ти мислиш зло. И еден ден Харун ар-Рашид го повика на Бахлул, не се дојди вамо. Ти што одиш по дучани таму? Што им држиш дерсови таму ти? Што им кажуваш ти вака совети насихати? Гледа си своја работа. Така ли? Добро, окей. Зошто? Секој своја работа. Така ли? Нема проблем веќе. Веќе нема проблем. Штом? Така во ред. Харун ар-Рашид му кажај, замина Бахлул. Бахлул отиде, си купи една овца, ја одра и во сред пазар ја обеси на јаже. Ден нема ништо. Втор ден нема ништо. Трет ден почна смрди, четврти ще појче, почна црви да се редат на таа овца. Неподнеслива смрдеа. И луѓето дојде кај Харун ар-Рашид и кажа: будала, што прави? Што прави? Заклал овце, обесил во сред пазар, смрди, дави, не се живеит. Викни го викна. Белу, што правиш ти? Па нели вие рековте секој за себе? Секоја овца за своја нога. Ја што направив? Бев кај нивото че не бев? Ја обесив овцата во среде пазар. Секоја овца за своја нога. Секој човек свој проблем. Ама ни смрди, ни дава непријатен мирис. Значи не е муабет од секоја овца за своја нога. Еден човек дијаме лош овдека. Вие знаете во време на Муса а.с. пише во книги, дури 40 години не паднала капка дожд. 40 години капка дожд. Муса отишол, се собрал таму во пустина, ги собрал сите луѓе. О Аллах, да прават дова да дожд. Аллах вели, нема дожд. Дожд нема. Зашто Аллах правиме дова, се молиме? Има еден човек меѓу вас кој 40 години ми греши. Поради неговиот греф нема спасите. Што? Речи му нека излезе. Нека се покае. Нека рече тујбе и Аллах ќе спушти дожд. И Муса повика во народ: о, луѓе, покајте се. Има меѓу нас еден кој му греши на Аллах 40 години. Ако тој се покае, Аллах ќе ни пушти дожд. И човекот сега седи, кабаетлија,
sedi, se puli levo, desno, da li izleze nekoj? Nema nikoj. Shvatili дека тој е. О Аллах, 40 години ми си покривал. Зарем сега да излезам у јавност и да речам туј бе, сите да ме научат. Аллах, ти 40 години ме покриваш, зарем сега ќе ме осрамотиш? О Аллах, ја меѓу тебе и меѓу... О Аллах, меѓу себе и меѓу тебе. Правам туј бе, дека веќе нема да продолжам со гревови. Ќе се вардам, ќе се чувам, туј бе Аллах, туј бе Аллах. Само што рече туј бе искрено срце, одма над небото се појавија темни облаци. Се спушти душ. Аллахова сила, моќ. И што се случи? Муса алейхиссалам се зачуде. Никој не излезе од џемаатов, а дожд спушти. Нема го тој грешникот. И Муса му рече на Аллах: о Аллах, грешникот не излезе, а дожд се спушти. О Муса, јас 40 години ми грешеше, го покривав. Зарем сега кога се покаја да го срамотам? 40 години ми греши, ја го покривам. Сега ми се покаја да го срамотам? Ла, валлахи, не. И сега, значи, за еден меѓу нас грешник може Аллах азza wa jalla да ни пушти кажа на сите. Кога? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Плашете се од казна, која нема да ги погоди само тие што прават зулум, туку и тие што молчат, и тие што гледаат, и тие што немо стојат, и тие што не превземаат никаков чекор. Затоа, ние сме уммет и ние секој пат зборуваме и на худба актуелна тема. Некој го боли, некој не мрази. Иншалла, Аллах да не сака. Валлахи, тоа не ме интересира. Ако сум искрен во муабети ми, во зборовиве, Аллах да ме награди. Ако сум мунафик, Аллах да ме казни. Ако сакам лошо за некого, за уммет, وَأَنْصَحُ لَكُمْ, вели Нух алейхиссалам, јас ве советувам, وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, меѓутоа вие не сакате некој да ви каже на совет. И шејтан ќе те советува. Шејтан дојде кај Адем алейхиссалам и кај Хазрети Хава им рече: слушате, мамо, ако каснете од тоа дрво, вие ќе имате власт, ќе имате богатство, ќе бидете вечни, ќе бидете бесмртни. И што им рече? وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Валлахи, Сура Араф 21 ајет. И им се заковна: валлахи, ја ви сум вас искрен советувач. А што тој ги измами? И денеска затоа, ако некој те советува, речем: Аллах те награди. Аллах те награди што ме советуваш, човеку. Фала, да ми кажеш, ми имаме мани. Омер ради Аллаху анху како рекол: ла хајре фикум. Нема хајр во вас ако не советувате. И нема хајр во вас ако не примате совет. Ама советувајме меѓу очи, не по кафани, не по улици, не по душани. Грешиш, Аллах те награди. Омер како рекол: рахим Аллаху мен ехдани ила јуби. Аллах да му се смилува на човек кој ќе ми каже на мани. Тоа што ми некој пат очи ме гледаат се, ама себе не се гледат. И тоа човек треба да прифати и да признае дека греши. Ама да те советува човек со искреност, со благост. Ово го кажувам, видите, бележи Таберани од Джарир ибн Абдилла ал-Баджали. Овој човек, Джарир ибн Абдулла ал-Баджали, му вели на слуга му вели: оди да ми купиш коњ. Оди тој на пазар, го наоѓа еден коњ и кајде, колку? 300 дирхеми. Слушај добро, колку пари? 300 дирхеми. Ајде рече да ти даде газдата пари. Доаѓа кај газдава кој е? Джарир, аскаб на пејгамбер алейхиссалам, другар на пејгамбер алейхиссалам. Вели: машалла, муав коњ. Колку се договоривте? 300. 300? Лаќа, овој коњ, машалла, овој вреди 400. Па може би. Не, овој коњ вреди 500. Па може. Продавач може на камака и го продава ефтино. Валлахи биллахи. Од 300 на крај му даде 800. Од 300 му акачи цена. Кој? Продавач. Значи, продавачов е овој. Овој што сака да купи му акачи ценава. Од 300 на 800. Луѓето се чудат. А мамбе човекот, тој вели 300, ти му даваш 800. Може човекот не знае. Ја гледам дека конјов е убав, добар е, вреди. Зошто го правиш тоа? Зошто го правиш тоа? Ние зошто сакаш да ме дрз? Зошто сме дошли во џамија? Зошто? Кога ние ќе знаеме зошто сме на дуња, тога поинако ќе бидеме ние. Вика Джарир ибн Абдилла ал-Баджали. Аз кам на пејгамбер, вели: бајату Расул Аллах. Му дадов збор на пејгамбер. Му дадов заклетва на пејгамбер. Му дадов верност на пејгамбер со седлем. А ника ми села дека ќе кланем намаз.
Гледаш? Значи можеш да даде збор, о Аллах, ќе кланjam намаз. И ќе видиш Аллах како ќе ти помогне. Ој тај зекат, дека ќе дам зекат. Дади збор, о Аллах, дај ми богатство, ќе дам зекат. Ќе видиш Аллах ќе ти даде, ама ако си искрен. Ани ками сала. Ој тај зека, ва нусхи ли кулли муслимин. И дека ќе го советувам секој еден муслиман. Дадо збор, ќе кланjam намаз, ќе дам зекат и ќе го советувам секој муслиман. Ја го видов овој човек, не знае вистинска цена на тој конј, сакам како што ја сакам некој да ми го плати и ја сакам да му платам. Хадис Муслим. Два зборови само. Ибн Сирин, Мухамед Ибн Сирин имаше овца. Отиде на пазар да продава. Дојде муштери, колку пари овцава? Толку. Кога ти кажам, што? Внимавај на крај кога ќе измрзеш таа хвоца. Внимавај, има мана. Кога ќе ставиш пред неја леген со храна, таа знае со рогови да го изфрли. Добро. Хасан ибн Салих имаше слугинка. Тоа се продаваа слугинки, но ти на пазар ја продава слугинката. Колку пари толку? Достани. Застани да ти кажам. Оваа слугинка еднаш дома поврати крв. Да ти кажам однапред. Кога ние муслимани вака ќе постапуваме, кога во нашиот дин и во нашиот однос ќе има искрен совет, ни фасадер, ни оџа, ни доктор, ни учител, ни инженер, ни трговец нема да имаме проблеми. Наш пегамбер алейхи забранил човек, има крава дома и ја чува, ја рани и една недела не ја молзе, вимето да и се наполни и кој ќе оди на пазар, млеко да и тече попат и ти да продаш, таа вреди 500 евра, да продаш 1500 и да му речеш оваа крава дава 20 литри млеко. Ние сме луѓе кои нови работи не пазиме и затоа немаме берекет. Немаме берекет во трговија, немаме берекет во намаз, кланjаме намаз, слушаме дерсови, ама не ни остава траг на душа. Затоа биди искрен човек. Советувај го братот муслиман. Сите пегамбери рекле инни лекум насихун амин. Јас сум валлахи искрен советувач. Секој пегамбер го рекол на својот народ. Затоа советувај. Прво мајка нека ја советува черка, татко, деца. Секој нека советува насамо не пред луѓе да го срамотиш на човека. Советувај го искрено со докази, со аргументи. Ја го молам Аллах азza wa jalla да не должам повеќе. Аллах да ни ја поправи состојба, Аллах да не направи искрени советувачи и наши зборови ако се од срце да влезат во срце. Ако се само да помине време, нека влезат во едно уво, нека излезат во друго уво. Го молим Аллах азza wa jalla ова што кажуваме да ни се најди нам и вам на кантарот на добри дела на судниот ден, кој нема да користи ниту динар, ниту дирхем, ниту пара, ниту евро, ниту франка, ниту долар, ќе користи само иманот, ќе користи само добрите дела, ќе користи верата во Аллах азza wa jalla. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور